Со средства во висина од близу 17 милиони денари, што ги обезбеди Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, во селото Бања почна изградбата на основен колектор и детална канализацијска мрежа за отпадни фекални води. Според проектот, вкупната должина на системот е околу 5000 метри, на кои ќе има поединечни приклучоци за 60 домакинства, кои подоцна ќе бидат поврзани на пречистителната станица за отпадни води кај Спанчево. Со ова решаваме проблем на отпадна фекална вода на преку 300 жители на селото Бања, кои за прв пат добиваат нормална по проект фекална канализација. Со тоа ги подобруваме условите за живот во ова населено место, а исто така придонесуваме и кон заштитата на животната средина. Мислиме дека е добра поддршка на овој дел од државата, каде што преку програмата за рурален развој обезбедуваме рамномерен регионален развој, а се со една цел младите луѓе да ни останат во државата. Тука гледаме дека има одлични можности да развиваат своји семејни бизниси. Рокот зависи од инвеститорот, односно зависи од самиот изведувач. Имаме, во договорите во рок од година дена, меѓутоа ние сме спремни и очекуваме сите општини овие активности да ги завршат во пократок рок, со тоа ќе оди побрзо и исплатата према економските оператори, а што е најбитно, поволностите ќе ги оседат граѓаните. Недостигот од фекална канализација беше главен комунален проблем за жителите на Бања, со оглед што тоа од поодамна е приклучено на градскиот водовод од Кочани, па водоснабдувањето беше решено. Со изградбата на канализацијата се создаваат потенцијални услови за заживување на банскиот туризам, бидејќи веќе има заинтересирани инвеститори за рехабилитација на банскиот капацитет. Паралелно со изградбата на фекалната канализација, наскоро ќе почне и реконструкција на јавните чешми со партерно уредување во селата Бања, Борилчево, Соколарци, Спанчево и Теранци. За оваа инвестиција, преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, обезбедени се над 1 милион денари.